Добар ден, почитувани гледачи. Вие сте со програмата на ТВМ телевизија и го следите циклусот на емисии посветени на бесплатното представување овој пат на кандидатите за градоначалници, секако согласно распоредот во гласачкото ливче, на само 3 дена пред изборниот молк за овие локални избори 2021 година. Како што кажав, согласно распоредот започнуваме со представување на кандидатите за градоначалник на општина Охрид од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Кандидатот господинот Кирил Пецаков денес гостин во студиото на ТВМ телевизија. Добре ми дојдовте во ТВМ, како сте? Добро ве најдов, одлично ви благодарам на поканата. Финиш, уште 2-3 дена. Па при крај. Така. Да си започнеме со разговорот Пецаков, накратко со оглед на тоа што имаме наши прашања од редакцијата, прашања од граѓаните. Добро. Ке имаме многу теми за зборување. За самата програма. Добро. Ке започнеме како ќе барате довербата на охриѓани и накратко да ни ги наброите оние клучни проекти кои што ви се чија што реализација ќе освојат довербата на граѓаните за овие избори. Така. Нашата програма за овие избори не случајно го има слоганот гарантираме. Тоа значи дека сето она кое што е вметнато во програмата во рокот 1-4 годишен мандат ќе биде остварливо. Или, да бидам попрецизен, она кој отчетноста врз основа на програмата која што сме ја дали ќе биде за нас заштитен знак, ќе продолжи отчетноста или она впечаток кој што ВМРО го оставаше во изминатите години и врз основа на тоа доколку не е можно нешто од програмата да се реализира и за тоа ќе кажеме. Сега, овој пат програмата е поделена на клучни проекти, понатаму е поделена на сегменти, пример туризам, локален економски развој, спорт и така натаму, значи во поедини случаи граѓаните веќе имаат добијано најголем дел програмата, може да прочита што точно содржи таа програма. И вториот сегмент настрана од програмата е тоа што буквално за секое населено место во нашата општина имаме флаерчина посебно изработени само за местото каде што се обраќаме, каде што точно и прецизно кажува кои 3, 4, 5 или 6 во зависност од тоа што ние сметаме дека е остварливо за 4 години проекти ќе бидат направени за нивното место. Значи намерно е така поделено затоа што да не е преобемна и за да не биде нечитлива, би рекол програмата, затоа е составена во 2 дела. Проектите главни кои што ќе содржи програмата наша се неколку работи, нормално дека катната гаража прва како основен проблем, иако не е направена сообраќајна студија долги години во Охрид, посебно за летниот период, ќе биде едно од главните ветувања. Реконструкцијата на двата плоштади, плоштад Крушевска република и плоштад Свети Климент Охридски е исто така во програмата. Понатаму имаме велосипедска патека од Билјанини извори до Свети Стефан, а она студија што треба дополнително да добијаме, ќе видиме точно на кои места сето тоа може да се прошири. Зборувам се до граница, па да имаме една сеопфатна, би рекол, велосипедска патека околу целото езеро, заедно со соседните општини Струга и Поградец. Понатаму имаме спортска сала во Лескоец, имаме во Велгошти, во Видовишта мултифункционални игралишта, имаме поставување на фотоволтаични панели кои што дефинитивно се иднина и ќе представуваат намалени трошоци поврзани со околу трошоците за струја и посебно за објектите кои што години генерираат трошоци кон Невана, така да сето тоа ќе го намалиме. Дополнително тука е и околу загадувањето со една таква продукција на струја ќе можеме да имаме, би рекол, поздрава животна средина. Секако дека заштитата, односно би рекол зачувањето на статусот на УНЕСКО преку спроведувањето на препораките кои што ги имаат ќе го добијаме. Имаме ревитализација на студенчишко блато, кога зборуваме за ревитализација, најбитната работа е во споставување на природната врска со езерото, комуникација со езерото, која што од денешен аспект веќе нема или е многу минимална, и уште многу други проекти кои што се содржани во целата уредување на пешачките патеки од Лабино па све до извиднички центар. Во Пештани имаме продолжување на би рекол на реконструкција на кеот или онај дел кој што не се успела да се направи како и други работи во самото место. Секако дека имаме проблем генерален со уредувањето на
такси превозот, а и на превозот генерално во летниот период, така да сето тоа го има во програмата содржано и тие работи се за кои што се нафаќаме и за кои што гарантираме дека ќе бидат остварени во еден 4 годишен мандат. Горе долу накратко Така. тоа е поврзано за сето на кое што ги интересира граѓаните дополнително, секако дека може да видат во нашата програма. Така. Ги спомнавте препораките од УНЕСКО во нивна насока спроведувањето на онај урбанистички ред кој што несомнено на нашиот град му е потребен. Пред неколку години беше донесен законот за Охрид и со него беше планирано да се стави еден ред со онаа девастација посебно на централно градско, на старо градско јадро. Меѓутоа, ефектите кои што се постигнаа во овие неколку години беа сосем спротивни. Имено, ние како медиум се среќаваме во голем број наврати со од страна на двата инспекторати, и на општинскиот и на државниот инспекторат, и едниот и другиот се прогласуваат себе си за ненадлежни за решавање на некакви проблеми. Пример ќе ги земам дуќаните кои што се наспроти поранешното радио Охрид, онаа зграда што е тука. Тука имаше забрана за градење, тие продолжија, се изградија, се направија. Наспроти радио Охрид. Наспроти радио Охрид, тука имаше бараки. Сега има Да, сега има објекти. Не за тоа не можам точно да дам прецизно одговор, затоа што не знам што точно содржал тој урбанистички план, пошто станува збор за период многу претходно, не бев ни дел од Советот, не ги знам точно тие работи, затоа не би можел прецизно да одговорам за објектите наспроти радио Охрид. Добро. Џамијата е тука. Да, јасно. Проектот почна да се реконструира, самиот објект истовремено се започна изградбата на минарето. Кога вашата партија беше на власт, се заврши, кога СДСМ Добро. функционира. Самиот премиер кажа, имаме и изјава во медиумов, дека станува збор за Дивоградба, меѓутоа дека се чувствителни времиња. За кој мисли? За минарето Дивоградба? За самиот објект. Објектот врз основа на тоа како за генерално како објектот имаше одобрение за реконструкција и врз основа на добиени документи од страна на завод и музеи и сите останати надлежни институции ги имаше добиено потребните, само фалеше едно одобрение за градба кое што тековно врз основа на тоа како би работела администрацијата, би рекол како би го сработеле, би го добиле во секаква смисла на зборот. Така да се решава тој проблем? Решлив е тој, да. Да, како мислите да решите? Со одобрение? Значи процедурата е во тек, ќе биде завршена и тоа дополнително имаше и закон за легализација на генерално на Дивоградби и тоа е нешто кое што ќе биде завршено врз основа на институционална поддршка од страна на државата и локалната самоуправа. Така. Ајде сега малку да зборуваме за останатите исто така горливи проблеми со кои што нашите граѓани се соочуваат имено преку порталот на ТВМ телевизија. Ние веќе го изминативе неколку недели додека трае кампањата, упативме еден повик граѓаните да поставуваат прашања, па така да имате и директен контакт со проблемите кои што се соочуваат нашиве граѓани. Добро. Ке започнеме, пред да започнеме со она што е поврзано со најмалите, со децата, што им е нив потребно во нашиот град, ме интересира едно прашање, исто од наши гледачи, што е се однесува на 4-5 турнуси на локални избори, како што сум јас во телевизијава, ги следам. И речиси во сите кампањи, кандидатите за градоначалници ветуваат намалување на општинската администрација и она што сите охриѓани милуваме да го кажеме нервно оделение, тоа е за општинската зграда, конечно да стане сервис на граѓаните. Што ќе направите по тоа прашање? Во нашата програма немаме намалување на администрацијата, претходно веројатно имало во одредени кандидати, а намалувањето на администрацијата генерално како проблем е инотирано и едно од условите за напредување по однос на поглавјата во Европската унија и тоа е нешто кое што тековно ќе се случи сакале ние или не, врз основа на закон кој што ќе биде донесен од страна на владата на Република Македонија и низ годините сето тоа секако дека ќе се решава. Меѓутоа тоа не значи дека веројатно преку бројноста по однос на бројот на вработени во администрацијата е тоа што таа прави нефункционална, би рекол дека менаџирањето со човечките ресурси, односно капацитетот кој што ги содржи самата општина и вработените е поголем проблем и тука треба
цврста рака, поддршка меѓусебна и како градоначалник, а секако и секретарот, оној кој што ќе е одговорен за администрацијата, заедно со работка со администрацијата и вршење на луѓето. Тој проблем, кај што пошто го нарекувте нервно одделение, се решава многу лесно со една дигитализација или би рекол еден open data систем кој што ќе предвидува следење на предметот. Доколку како на пример катастарот како функционира, да има одредени рокови. Многу прецизен е тој баш тој систем, сличен систем баш таков каде што во одреден период ќе мора да добиеш ти одговор како граѓанин или било кој кој што има било каков проблем и тој одговор макар и бил негативен, битно е да го добиеш. И нема да има можност кријање на предмети во фиоки, така натаму затоа што после одреден бескрајно завлекување, ракови. Затоа што после одреден период, доколку граѓанинот се обрати, без разлика дали кај градоначалник, дали кај секретар, точно ќе се знае дека предметот заглави кај одреден службеник и секако сето тоа ќе си носи реперкусии. Меѓутоа, принципот на казна мора да постои принцип на награда, затоа што има луѓе кои што вистина си ја сакаат работата, работат од срце би рекол, си ја заработуваат платата, така да потребна е симбиоза меѓу едните и другите, добивање на работни задачи буквално на секој и нивна реализација. А за тоа ќе следува соодветна секако награда или казна. Ке има ли одредени измени во управувачката структура која станува збор за водење на одредени оделенија во општинава со оглед на тоа што има личности кои што народ сака да ги каже дека се заштитени видови и дека која гарнитура да дојде владеачка, тие остануваат на власт. Секако дека јас како кандидат за градоначалник и секој кој што би бил градоначалник во случајов би сакал во самата структура појавните и појавните предпријатија и по однос на секторите во општина да се има своји раководители, односно тим кој што доследно би испроведувал сите наши програмски определи. Затоа што разговаравме за програмата, накратко да, вметнати се многу работи во програмата, меѓутоа тековно врз основа на разговор со граѓаните, поместните заедници би се јавиле можеби и други проблеми кои што не се составени дел на програмата, а сепак се решливи и спроведливи во еден 4-годишен мандат и секако за тоа дека е потребна екипа која што е спремна да тера сите проекти кои што ќе ги замислат. Значи никој нема да биде сигурен и вечен на функцијата. Па не е логично, значи јас како што кажав како градоначалник би сакал да имам свој тим, односно луѓе со кои што ќе имам доверба и со кои што заедно ќе работиме проекти. Така. Хајде сега за најмалите, за децата, прашања кои што се однесуваат на детските игралишта. Имено граѓани прашуваат за улицата Дејан Војвода, бараат таму изградба на фудбалски терен или некаква сала за футсал. Околу градинката Лихнида зборуваат, прашуваат за изградба на детско игралиште и на Богомилска. Богомилска вие позади скалестата зграда. Да. Тука има голем број на жители, меѓутоа нема детско игралиште. Да, точно е седото. Детските игралишта се предвидени да бидат составен дел, вклучително и во овие две населби, да бидат и се составен дел од програмата, меѓутоа прецизно не е кажано. Најбитната работа покрај изградбата на не само на овие две локации, туку и секаде онаму каде што имаме предвидено, најбитната работа е санирање и одржување на постоечките затоа што се во катастрофална состојба. И не смеме да дозволиме таму каде што најмалите наши деца го поминуваат своето слободно време во играње и смеа и забава, да се условите во најмала рака лоши. Така да секако дека ќе посветиме внимание. Така и реконструкција, претпоставувам на постоечките и одржување именно кои што се подитното. Да, така. Продолжуваме понатака со прашањата, група на прашања кои што се однесуваат на некои еколошки проблеми, еден е доста евидентен и се провлекува со години, станува збор за просторот кај Далјан, кај Магнус одморалиште, хотелот Магнус одморалиштето Младост. Тука имаме депонија која што станува од ден во ден се поголема, знае комуналното предпријатие да исчисти, меѓутоа се враќа во првобитната состојба, зелени површини кои што не се средени и проблемот со депонијата Букова. Добро. 2020 година последниот камион отпад требаше таму, меѓутоа немаме некој решение. Поврзано со депониите кои што вие спомнавте Далјана, меѓутоа постојат такви депонии на неколку места во градот. Ние мора да најдеме Јордан Мијалков стана патот за Рамне. Патот за Рамне, така. Значи ние мора да најдеме начин сето тоа да го решаваме врз основа на
на сите оние заложби и определби кога разговараме околу екологија. Зошто го зборувам тоа? Веќе и на светско ниво, тоа е од малце порано и на европско, меѓутоа и кај нас екологијата сама по себе се наметнува како тема број 1 кај сите оние граѓани не само во нашата држава, туку и пошироко. Што значи дека поврзано со, кај што го спомнавте далјан проблемот, јас кажав уредување буквално од Лабино па све до Извиннички натаму кај што е можно, секако дека и тој дел ќе биде уреден и со засилени контроли. Сега тука видите, очигледно дека на нормален начин, посебно после чистење и се повторуваат некои дела, ќе е потребно санкционирање на оние кои што истото го прават постојано и постојано и постојано. Затоа се потребни секако и чуварски служби. Како и да е, тоа е проблем кој што ние ќе го решаваме систематски дел по дел, ако разговараме за сите депонии, не само за таму кај диви депонии, а околу дислокацијата на Буково, тука веќе нема дилеми, сите имаме иста заложба, меѓутоа се чека локација за регионална депонија и на тој начин ќе го решиме проблемот кој што веќе е постоечки со регионалната депонија Буково, пред се заради местоположбата која што е една од препораките на УНЕСКО. Така. Ајде да се вратиме заради сливното подречје. Така, Охридско езеро, сливното подречје, така. Да се вратиме малку повторно на стариот дел од Охрид, населбата Канео, мостот на желбите, граѓани бараат осветлување на мостот на желбите и реконструкција, пошто велат дека сами менувале талпи. По една реченица, реконструиран, сигурен и безбеден за граѓаните да може да го користат. Ќе се направи ли нешто конечно се тој простор да добие среден паркинг простор и за Канео? За Канео, да. Видите, најголем предизвик верувам дека за секој еден градоначалник е паркирањето во стариот дел на градот. И тоа е нешто за кое што ние сериозно треба да посветиме внимание и да го решиме, посебно што голем дел од граѓаните во стариот дел на градот се занимаваат и со туризам и се потребни дополнителен број на паркинг места. Има некои идеи, меѓутоа ќе пробаме со една студија сето тоа да би го вметнале во заедничката студија, затоа што таму ќе добиеме прецизни податоци. Меѓутоа факт е дека нас ни се потребни надвор од стариот дел на градот паркинг места кои што би можеле да ги користат туристите кои што доаѓаат, доколку луѓето немаат свој приват. Така, тука имаме и друг проблем, пристап на противпожарни возила, амбулантни возила. За противпожарните возила решението е едноставно поставување на хидранти во целиот... Нема во Канео хидрант. Да, не, јасно ми е. Значи, поставувањето е нешто подитно кое што мора да го направиме и го обезбедиме како водоводна мрежа. Тука се потребни нормално и одреден капацитет на самата водоводна мрежа, дали поседува или не поседува, затоа што за функционира еден хидрант е потребен соодветен притисок и количина на вода која што излегува од цевките, ама ќе го решиме на начин што мора да се постави како и да. Така, група на граѓани имаше поголема група на прашања кога станува збор за имотите во градиште. Да. Дали е можно да се вратат имотите во градиште на собствениците и да се рушат оние дивоградби? Дали е изводливо? Во градиште има, се сеќавате, има тие кои што поседуваат имоти, протести кои што ги одржуваат пред самиот камп. Јас бев повикан од страна на организаторите, ги сослушав нивните барања, факти, аргументи кои што сепак нивната борба е долгогодишна. Како и да е, и како пратеник од денешен аспект, се надевам утре како градоначалник на Охрид, ингеренците веќе се завршени по однос на законодавна и извршна власт, ингеренците се во моментов на судот и тие го имаат прецизно проблемот со судот. Државата, доколку е спремна, односно ако сака да го нема проблемот со овие граѓани, ќе мора да посвети внимание на решавање на проблемите, конкретно ако не е возможно со враќање на имотите, секако со исплата, меѓутоа соодветна. Она кое што тие го добиваат како цена по метар квадратен за обештетување, мислам дека е во најмала рака смешно и таа е реалноста поврзана со овие луѓе, значи има решение, еден или друг. Враќањето на имотите лично не сум сигурен колку е изводливо во овој момент, меѓутоа со процесите на денационализација и враќање на имотите одземено во времето на комунизмот од жители на Охрид, беа најчесто завршување со обештетување, соодветно обештетување. Така да сметам дека и овие луѓе во најмала рака, доколку не е возможно враќање на имотите, треба да бидат соодветно обештетени од државата, а не по цени кои што сега му се нудат, а ги знам и се реално смешни за потегот на како атрактивен кој што е градиште.
Така, и уште едно прашање поврзано со крајбрежјето, пред да одиме на оние приградски населби и прашањата посветени на нив, кога станува збор за спроведување на препораките на УНЕСКО, мислите ли дека имаше селективност во отстранувањето на објектите, платформите? Мислам дека е банално да разговараме, селективност имаше и тоа каква. Посебно што тој процес на отстранување на објектите на покрајбрежјето, мислам на сопствениците на плажите, прво започна минатата година, кој видовте со отстрана една плажа единствена и некои тенди уште една-две се рушија и дополнително платформа, ако се сеќавам, кај населбата Канео на последната плажа, која што исто така беше даена под концесија од страна на општината. Тука се покажа селективноста затоа што ако веќе комуницираме и имаме некакви си заложби, а плажите не се од УНЕСКО забелешка воопшто, затоа што во цел свет има уредени плажи, доаѓаат туристи и секако дека сакаат да одат на уредени плажи, пред се кои што се со основни потреби, каде што тоалети и така натаму, за да можат да функционираат тие плажи. Сега, другава година продолжи таа работа, ама продолжи во јуни, беа отстранети плажи, остаени неуредени и завршивме туристичка сезона неславна, би рекол, посебно со странските гости кои што секојдневно беше прашањето, бидејќи сум често низ чаршијата и во комуникација со луѓе каде да одиме сега на плажа. Разбирате, ние имавме реален проблем кој што пак ќе кажам 2 години на еден или на друг начин се проведуваше некако низ јавноста и се запоставуваше за да одлучиме дека тогаш и во јуни е потребно да се зафатиме со тој некој проблем. А тој некој проблем е настанат заради тоа што оваа локална самоуправа во 4 години не најде за сходно да ги даде плажите повторно на концесија и видите каков парадокс. Во август се објавува јавен повик за како да изгледаат плажи. За идејни решенија. Идејни решенија како да изгледаат плажите, каков материјал да се состави така натаму. Во најмала рака е лицемер. Која е разликата од јуни и септември? Кога веќе си оставил тој проблем како локална самоуправа власт зборува, да тлее година, 2, 3, 4 и така натаму, воопшто не менува дали сето тоа ќе биде завршено во јуни или во септември. Во најмала рака барем да сработаа сезоната, дополнително што сите тие плажи во одреден период биле даени под концесија. И едноставно би рекол во најмал или со еден збор катастрофално менаџирање со плажите и проблемот кој што произлегува од нив, ама не произлегува само од некакви препораки или забелешки поврзани со УНЕСКО, затоа што тие немаат генерално за плажите, има за некои други моменти кои што се решливи, затоа што кога ќе објавуваме повик може да бидат ставени во условите и едноставно катастрофално менаџирање во сил овие 4 години со сопствениците на плажите и плажите. Охрид не е само централното градско јадро, проблеми имаат луѓе кои што живеат порано ги викавме села, сега се приградски населби, жителите на Лесковец прашуваат до кога ќе имаат проблеми со снабдувањето со вода и дали ќе се реши проблемот на одредени семејства кои што се уште имаат септички јами, имаат проблем со канализацијата, кои се вашите планови за селото Велгошт и за Видобишта? Делот и овие во случајно или намерно се поклопија со она кое што го спомнав, а се дел од проектите кои што би ги реализирале во овие села. И нема се повторува, ама кога веќе разговараме со проблемот со водоснабдување, канализациона мрежа, асфалтирање на патишта и улици, тоа треба да биде нешто кое што треба лека полека да го оставиме во минатото, односно тоа се тековни работи. Тоа треба да биде работа која што локалната самоуправа ќе ги решава од ден на ден, а не поврзано и условено со доаѓање на некакви си избори. Како куриозитет, ние на претходните парламентарни избори во рекот на карантинскиот период, каде што во најголем дел од времето имавме или полициски часи или бевме затворани по 2, 3 или 4 дена, имавме асфалтирање на 43 уличина или 4 уличина во неколку приградски населби низ Охрид, кои што добија се со цел за да биде, да кажам, резултатот на изборите попозитивен. Како заврши, видовме сите, посебно во Охрид, а истиот овој период буквално имате растрчаност и механизација, овој пат пак во секоја населба, меѓутоа е веќе лицемерно за граѓаните. Граѓаните, ние сме поминале 30 години независност на држава, имаме пристап, достап до интернет, сме шетале по светот, гледаме што се гледаме како изгледаат и би рекол дека
Кога ќе бидам градоначалник, сите оние работи кои што се однесуваат на инфраструктура, канализација, асфалтирање, водоводни мрежи и сите останати и проблеми со водоснабдување, ќе бидат заштитен знак во текот 3,5 годишно работење на локалната самоуправа, а последните 6 месеци од мандатот нема воопшто да се работат инфраструктурни работи. Зошто? Затоа што за граѓаните ние треба да видиме сервис, затоа не гласаат, за да можеме во текот еден мандат да ги решаваме нивните проблеми. Кога сме кај комуналните проблеми, граѓани од улицата Кленоец се жалат на проблеми во врска со загадувањето кои што ги прави базата од бетон, а жители на Краци од Аба Семин велат бараат луѓето всушност замена на азбестните цевки за вода. Мислам дека немам таму имаат се уште проблеми. На повеќе места има проблеми со азбестните цевки, тоа се решава и тоа е нешто за кое што ќе мора да посветиме доста внимание во наредниот период како локална самоуправа, без разлика кој да ја води, и едноставно тековно заменување на најчесто оди тоа со цевка во цевка систем, меѓутоа воопшто не е битен начинот, битно е да го решиме проблемот, а околу базата бетон е реален проблем, таму го гледаме, меѓутоа не можам точно да одговорам на ова прашање дали би се дислоцирали или не, затоа што формирањето на таквите, без разлика дали станува збор за бетонска база или за сосема некои други фирми кои што во одредени населби се занимаваат со одредена дејност, тие имаат целосната потребна документација за тоа да го прават. И треба ние како локална самоуправа да видиме и да пронајдиме начин, веројатно и локација, каде сето тоа би ги дислоцирале тековно. Меѓутоа за тоа не е возможно да се даде одговор сега и одма, дури и да бидете актуелен градоначалник, за тоа се потребни повеќе служби и повеќе министерства, и животна средина, и транспорт и врски, а сега ако и владата на Република Македонија да може да се пронајде соодветна локација. Иначе со проблемот сум запознат и јасно ми е се. Пецаков, член сте на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и добро сте запознаен со политиките, стратегиите и релациите кои што ВМРО ДПМН ги има со другите партии. Кој е вашата релација со левица? Како стоите со левица? Лично моја или на партија? На партијата. Ние со левица во парламентот на Република Македонија генерално учествуваме и имаме и делиме заеднички ставови против погубните политики кои што оваа власт ги прави наназад веќе 4 години, меѓутоа разговараме за последна година дена, затоа што веќе функционален е парламентот од прошлиот 3 август па навака и делиме исти ставови и решенија по однос на законските одредби, меѓутоа релацијата е во различен период разно поминува. Генерално имаме иста одредба дека како политички партии сепак ние не можеме сите да се согласуваме. Посебно што имаме две посебни раководства, најбитно и идеологија посебна во случајов би морал да кажам, ама целта е заедничка. Пат на Зоран Заев и СДСМ и спас на секој еден чесен граѓани на Република Македонија од голготата која што Заев и дружината ни ја нудат. Пред да го завршиме овој разговор, навистина супер си одговоривме на повеќе од прашањата. Видовме типизирани куќарки за продажба на сувенири, меѓутоа не видовме решение на панаѓурот во летниот период што му се случува на Охрид. И проблемот со бучавата исто така не се реши, а граѓани прашуваат... Во која смисла бучава? Бучава, одржување на концерти, дали сега некој ќе каже дека Охрид е туристички центар и дека... Не сакам да разговарам за тоа, нормално дека Охрид е туристички центар и бучавата од концертите се содржи во одреден период. Кога веќе разговараме за концертите, потребна е на сосема друга стратегија. Можеби комисија, не можеби, но сигурно комисија која што точно прецизно би одредвела на кој датум би имало и локации. И локации секако. Ова е летово ова што се случи, е нешто кое што ја покрена оваа тема на сосема друго ниво. Јас, ево, кажите ми дали знаете една слободна локација летово каде што не се одржа концерт, дури и некои неспецифични локации, ова беше хаос летово што се деси во Охрид, по однос на одржувањето на концерти. И такво нешто ние не смееме да гледаме. И посебно општина Охрид во одреден период, она што е топ би рекол сезона или
шпицот на сезоната Така, во Охрид 20 на ден. не може да субвенционира и не смее да субвенционира или да поддржува било какви концерти. Секој ден кој што ќе се понуди за одреден термин би се аплицирало и би се нудело, ама не во мај или во јуни, туку да биде многу порано за да има соодветен план и тие луѓе кои што ќе се занимаваат со распоредот за концерти да имаат прецизен распоред на оние настани кои што ќе ни се случува. Може не хуман третман на бездомните кучиња па и мачки ги има. Завршена работа ќе биде во првите 6 месеци. Така. И за самиот крај од разговорот, што очекувате од овие избори? Очекувате ли некоја поголема измена, промена? Очекувам лично. На подобро секако, сите. Очекувам као кандидат за градоначалник дека ќе бидам победник уште во првиот круг на локалните избори и самиот како човек енергијата која што ја носам, идеите кои што ги поседуваме заедно со сите останати кои учествуваат во самата ВМРО ДПМН и се дел од она што треба представува победа на престојните локални избори, ќе мора да внесеме нова свежина, нов поглед, јас би рекол нов систем на функционирање на самата општина, на се со цел да оние кои што живеат во градот Охрид да добијат една нова надеж и нова слика за тоа како треба Охрид да функционира. Време е оваа наша генерација, би рекол на политичари без опашки, воопшто да покаже дека нашиот град, а понатаму и нашата држава може и мора поинаку. Така, мене ми е станало да се заблагодарам за учеството во емисија и посакам успех во овие 2 дена кои што остана од реализацијата на предизборната кампања, ви посакам успех на самиот ден на изборите и ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се надевам дека одговоривме на голем дел од прашањата кои што ги имавте поставено преку порталот www.tvm.mk. Останете со програмата на ТВМ телевизија, следуваат интересни содржини.